Ајде на почеток да запознаеме оваа млада убава девојка, со неа се дружеше нашиот колега Кирил Стојанов и да видиме како и на кој начин ја промовира нашата земја низ светот. Анастасија Анастасова е 13 годишно девојче, македонка која со своето семејство живее во Германија. Анастасија преку видеа во кој ги прикажува македонските обичаи, традиција и култура, ја промовира Македонија во Германија. Овие денови, за време на училишната пауза во Германија, Анастасија е во Македонија со незиното семејство, каде што снима содржини за социјалните мрежи, каде што е потпишана како Мит Анастасија. Ние поразговаравме со неа за тоа како уште на 9 години почна да ја промовира Македонија и како луѓето во Германија реагираат на незините видеа. Поздрав од македонско село, место кое што асоцира на Македонија и се она што го гледаме околу нас е, хајде ќе кажам, македонско и ја символизира нашата држава, а на 2000 километри од тука, едно девојче на 13 години асоцира на Македонија во Германија и ја промовира нашата земја. Заедно со мене тука е Анастасија Анастасова. Анастасија, добар ден и добре дојде во Македонија. Добро ве најдов и благодарам многу најпрво што ја прифативте мојата покана, за да можете вие и вашите гледачи малку подобро ме запознаете. Така ве, ти имаш една интересна приказна, живееш во Германија, меѓутоа си поврзана со Македонија, снимаш видеа. Најпрви представени се која е Анастасија Анастасова. Еве, каде учиш, каде се школуваш, колку години имаш, со што се занимаваш, еве, во училиштето во склоп на тие активности што може едно дете од 13 години да ги прави. Да, како што кажавте, јас сум Анастасија, живеам во Германија веќе 9 години во градот Хамбург, но сум тука родена во Македонија, во Скопје, и секогаш кога имам прилика во распустот доаѓам тука за да можам да видам мојата фамилија и исто така, нели, за да снимам видеа, бидејќи јас имам мој social media акаунт на Instagram, на TikTok, на Facebook, на YouTube, каде што се викам Мит Анастасија. Така ти имаш, исто како што имаме ние во телевизијата, имаш исто толку канали на сите социјални мрежи. Да. Тоа е добро. Еве, кажи ми кое одделение си, како оди во училиштето, со какви активности се занимаваш, освен еве со видеата, имаш и некое твое хоби кое што ти е карактеристично за тебе? Да, јас одам во 7 одделение на гимназија, тука по право би била 8 одделение, но да кажам тука не се води предшколската, заради тоа и таму сум 7 одделение. Јас моје хоби играм фудбал и одам на театар кај Тони Михајловски. Поздрав до него, исто така како Александар и Александра. Таму секогаш имам онлайн часови со него, 2 пати у неделата, но тука кога сум, одам секогаш кај него на часовите. Така, одлично. Еве, бидејќи ти снимаш видеа, она зашто ние и ќе разговараме, зашто ни се интересни на нас и на публиката, еве како Мит Анастасија. Анастасија Анастасова ќе оставиме на страна. Сега ќе зборуваме со Мит Анастасија која што е на социјалните мрежи. Кажи ми како почна таква идеја, како ти се роди, дали имаше некоја инспирација, виде некој таков контент содржина или едноставно самата се инспирираше од нешто твое? Идејата дојде навистина многу спонтано. Јас бев сама дома со мојот татко и му кажав, не знам, некако како ми текна, мислам дека на секое дете порано имал некако таа љубов, ајде да станам инфлуенсер, да снимам такви видеа, и кај мене дури успеа за да се оствари. Јас му кажав, ајде да снимиме нешто, и снимав како плетев едно такво што учев тогаш у школа, баш интересно. Тоа беше моето прво видео и добив навистина многу добар фидбек. И после тоа у школа, нели, си отидов, си се пофалив, еве дечки, јас почнав да снимам видеа ова она. И после тоа имавме час по германски јазик, каде што сите се представувавме, како се викаме, од каде доаѓаме, колку години имаме. И еве јас најнормално си кажав, јас се викам Анастасија, имам толку и толку години, и доаѓам од Македонија. И сите некако вака се свртеа кај мене и вака ме погледна. И јас кажав, да, од Македонија. И они, па јас мислев дека ти си германка, па така изгледаш, дека толку добро знаеш да збориш германски. Јас викам, не, јас сум и таму родена, но некако сите така не знаеа, сепак ние бевме нели мали, не знаевме сите држави каде се, како се викаат ова она. И заради тоа јас после тоа си дојдов дома и размислав, ај што можам следно да снимам, и некако дојдов до идејата, ај да снимам за Македонија, малку повеќе да раскажам за тоа, за културата, за традицијата и за историјата, и така се почна.
Така еве одлична приказна за почеток, меѓутоа еве бидејќи спомна твоите врсници, твоите другари од училиште дека реагирале кога си кажала од Македонија, колку тие знаеа за Македонија пред да почнеш да снимаш видеа, колку сега знаат за Македонија и дали ти помагаат, имат некој еве допринос во твоите видеа на тој начин да уште повеќе те инспирираат да правиш вакви видеа? На почетокот реално ништо не знае, можеби некој се знае, окей, Македонија се вика Македонија, ама онака да кажам не знае на пример кој е главниот град. Ама добро, сме биле сепак мали, нели 9 години сите имавме, но еве сега јас кога почнав да снимам и секако некако сите знаат се повеќе и повеќе за Македонија и секогаш кога на пример доаѓам во училиште сите викаат здраво дечки, нели дека тоа секогаш го кажав на почетокот на моите видеа и онака се повеќе и повеќе учат од тоа и секогаш и повеќе и раскажувам и дури се многу заинтересирани. Но исто така што е навистина многу интересно, имаме една што живее до нас, се вика Мартина и е навистина една постара женичка и сега у мај што можам да кажам и што навистина многу ме прави среќна, ќе дојде во Македонија и ќе ја посети, ќе направи таква туристичка тура и ќе ги види сите градови и тоа навистина многу ми исполнува бидејќи тоа што цело време јас сакам нели да го покажам до луѓето и што сакам нели да им кажам да дојдат да ја видат Македонија, иако сме можеби мала земја, сепак има многу култура, традиција и историја и со тоа јас мојата желба ја исполнив, барем можеби една персона ќе дојде, но подобро една персона место никаква персона, нели? Така, јас ќе му кажам, еве, ќе го порачам на министерот Љутков да те покани да направите заедно стратегија па да ја промовирате Македонија во Германија. Еве само пред да прошетаме уште во македонско село, ќе те прашам тоа што го замисли на почеток, дали досега, еве во овие неколку во овој период кој што го работиш ова со социјалните мрежи, дали успе да го достигнеш тоа некое ниво кое што си го замисли или едноставно остави тоа со времето да си тече, па како ќе биде, ќе биде? Достигнав, нели како што кажав, што барем една персона ќе дојде да ја посети Македонија, но јас би сакала уште повеќе да постигнам, уште повеќе луѓе да дојдат за да се заинтересираат за Македонија, иако веќе навистина многу луѓе научиле нешто ново за Македонија, што навистина ме прави многу среќна. Баш ќе видиме што ќе се случи, се надам дека ќе можам да достигнам уште повеќе и повеќе луѓе да дојдат во Македонија. Хајде да прочитаме во македонско село, ќе слушнеме уште од твојата приказна и тоа видео кој што ти ги правиш. Анастасија најмногу внимание посветува на туристичките локалитети, места кои би биле интересни за германците да ја посетат Македонија. Јас пробам секогаш да снимам се што е во врска со Македонија, на пример како познати места или познати луѓе, или на пример манастири, се што е во врска со Македонија пробувам да го ставам во моите видеа, нели дека секогаш пробувам да биде културата, традицијата и историјата да бидат секогаш во моите видеа, бидејќи нели е тоа што јас толку многу го сакам. Иако има само 13 години, веќе 2 пати беше гостинка на Вила Водно, каде разговараше со предходниот председател Пендаровски и сегашната председателка професорката Гордана Сиријановска-Давкова. Кога имав 10 години бев кај тогашниот председател на Македонија, горе бев поканета кај Вила Водно. Навистина бев многу воодушевана дека тоа се функционираше. И исто така последната година бев кај сегашната председателка и навистина многу баво си поминав. Како стигнавме беше дека мајка ми прати порака и почекавме нели да одговорат и беше навистина многу добар фидбекот дека прифатија и јас навистина многу се радував или уште се радувам дека тоа се функционираше и дека ме прифатија и што можам уште да кажам, значи навистина бев многу среќна и Зашто разговараше со нив? Што ги прашуваше? Има ли тие некои твои сугестии што да опфатите или тоа беше навистина само твоја замисла заедно со твоето семејство? Ти помагаа ли од нивниот кабинет околу прашањата или беше твоја замисла? Беше повеќе моја замисла, бидејќи еве јас на пример што можам да прашам како да кажам 10 или 12 годишно дете, нели не можам да зборам за политика, заради тоа зборував повеќе за нивното детство. Првиот пат кога бев на Вила Водно, повеќе ми го покажа нели Вила Водно и тоа се, а вториот пат повеќе зборувавме за детството и за тоа се и дека тоа мене многу ме интересираше и мислам дека секој дете тоа го интересира, нели дека ние не разбираме толку многу од политика. Анастасија е воодушевена за тоа како во Германија позитивно реагираат незините врснички.
и околината. И за тоа колку токму од незините видеа научиле за нашата Македонија. Кај мене се добри реакциите, например од моите другарки, мајките исто знаат што правам, се можеби не разбираат нели што зборам во моите видеа, ама сепак знаат и секогаш ме прашуваат кога повторно ќе снимаш, и моите другарки исто, секогаш се позади мојата страна и добивам и од нив добар фидбек и секаде ме следат и дури сакаат да ги научам нешто на македонски, кажуваат ај се кажи ми ова што значи, или кај мене уделението исто и секогаш дури ме препашуваат, а што збораш од твоите видеа, нели дека зборам македонски, и сепак на нив, и ако можеби се од Германија, сепак им скачаат моите видеа и дека нели ме следат, и заради тоа кај мене е добар фидбекот. Која е твојата порека до твоите врсници, кои што сакаат да прават работи што ги исполнуваат, можеби како тебе да снимаат видеа или некои други видеа, зошто треба да почнат да го прават тоа што го сакаат? Мојата порака е до сите секогаш да веруваат во себе и да прават тоа што ги исполнува, и исто така да се консултираат со нивните родители, бидејќи тоа е исто така многу битно, како што јас го направив, и да бидат на нивната страна и само да тераат тоа што сакаат да го прават, и да веруваат секогаш во Македонија, бидејќи вреди, нели? Ти како ми кажа како ги почнуваш сите видеа, со кои зборови? Здраво дечки, сакаш заедно да го кажеме? Може да го завршиме така заедно? Ајде, може. Ајде. Сега не со здраво дечки, туку со чао дечки, ќе го заборавев. На колку, на 1, 2, 3 почнуваме? Може, ајде. Ајде. 1, 2, 3. Чао дечки!